Добро вечер, вечерно издание на вестите на Канал 5. Македонија е во портокалова фаза со температури над 38 степени. Издадени се и препораки за заштита на работниците од топлото време. Кои се тие и до кога ќе се задржи топлотниот бран што ја зафати речиси цела Европа? Од прилогот на Сандра Спасовска. Портокаловата фаза со високи температури кои деновиве достигнуваат и до 40 степен ги засилија предупредувањата за заштита на здравјето на граѓаните, но пред се на работниците кои на овие високи температури се директно изложени. При обиколка на главниот град, каде денеска температурата достигнува и до 38 степен, на дел од градилиштата во предпладневните часови може да се забележат работници, на дел не. Оние граѓани пак кои поради работни или друг вид на обврски морале да излезат од дома, генерално ги почитуваа препораките за заштита од топлото време од надлежните, како што е носење на лесна и светла облека, заштитни очила, капа. Работодавачите мора да ги заштитат работниците од топлотниот бран. Побараа денеска од Сојузот на синдикати. Особено велат, оние кои работат на отворено. Од синдикатот и денеска побараа законски измени со цел задолжително да се вметне во регулативата на кои температури плюс и минус не треба да се работи на отворено. Ова наше барање е долгогодишно, но работодавачите немаат слух за него. Сепак нашите заложби ќе останат и ние не отстапуваме од барањето, имајќи во предвид дека мерките за заштита на здравјето на работниците во услови на работа при топлотен бран или при минусни температури не смее да останат само препораки, туку обврска на работодавачите. Велат од ССМ. Од управата за хидрометеоролошки работи, велат земјава останува под влијание на топла воздушна маса од југ и на одредени места температурите во деновите кои следат може да надминат и над 40 степен. Денес и во следните 2 дена се наоѓа во портокалова фаза од високи температури. Температурите дневни во следните денови ќе бидат во интервал од 33 па се до 39 степен. 40 степени наместа особено во јужното Повардарие очекуваме во деновите од викендот, но може и локално да се достигне и 41 степен. Засега за заштита од екстремно високите температури има само препораки, но не и мерки од надлежните. Синоптичарите очекуваат топло време и понатаму. Од УХМР најавуваат следната недела температури кои би биле за степен 2 пониски од сегашните, но сепак велат ќе се над просекот за месец август. Инаку високи температури се забележани на секаде во регионот и Европа, а во Словенија е веќе прогласена и црвена фаза. Екстремно топло време и суша го зафатија целиот регион. Водостојот на најголемите реки на Балканот се под просекот, со што се отвори дебатата за енергетската стабилност. Каква е состојбата кај нас? Ако се јави проблем како сега, нема доволна енергија во државите што се Румунија, делумно Бугарија, Маѓарска, кои што имаат проблем, особено сега да кажеме и Франција, која што не ја спомнува често, па и Хрватска. Па купите од другите, па немаат и другите. Значи, кога е криза, ако немаш собствено, тогаш ќе почнат веќе редукции на потрошувачката на енергија. Да се изградат акумулациите Чебрен-Галиште, да се изградат 2 акумулации на реката Вардар, и да се размисли за некои трети помали системи кои што ќе складираат вода на определени мали зафати. ЕСМ треба да има изградено собствени сончеви паркови, да има собствени ветерни паркови и да ги изгради хидроцентралите. Тогаш веќе може да се стабилизира, да се каже, а за тоа треба време. А во меѓувреме, значи мора да се изградат и когенеративни постројки на газ, за да се издржи тој период дека до 2040 година да се стабилизира и да кажеме Македонија и во тешки моменти може да се задоволи потребите со домашно производство на енергија.
8 лица се здобиле со тешки телесни повреди во верижна сообраќајна незгода кај Битола, во која учествувале 4 патнички возила. Од СВР Битола посочија дека сообраќајната несреќа се случила на регионалниот патен правец Прилеп Битола Охрид, на 3 километри од влезот во Битола, и при тоа во незгодата се судриле 4 моторни возила. Во интервенцијата за итна помош на повредените беа вклучени повеќе болнички возила. Повредените се згрижени во Битолската клиничка болница. Стручен тим на СВР Битола ги истражува причините за сообраќајната незгода, а наскоро ќе биде соопштен и идентитетот на учесниците во сообраќајката. Денеска МВР го лиши од слобода 39-годишниот МШ од село Челопек, Тетово, кој на 2 август околу 19 часот и 20 минути на автопатот Скопје-Велес со патничко возило Голф со тетовски регистарски ознаки се движел во спротивна насока, зашто од страна на очевидци бе објавени фотографии на социјалните мрежи. Оттаму посочија дека по документирање на случајот против МШ ќе биде поднесена кривична пријава за безобзирно управување возило и ќе биде изведен пред надлежен јавен обвинител. Апелираме до сите учесници во сообраќајот да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи, со што заеднички ќе придонесеме за побезбедни патишта, порача од МВР. Владата подготвува терен за уставни измени, изјави денеска членот на извршниот одбор на СДСМ Андреј Жерновски. Експресна реакција стигна од МНР, од каде ги отфрли овие тврдења како обид за создавање хистерија и дезинформирање на јавноста, нагласувајќи дека нема отстапки од националните интереси и дека евроинтеграциите остануваат стратешка цел. За ова повеќе од прилогот на Андријана Лазова-Божиновска. Дипломатските разговори под радарот за деблокада на евроинтеграциите, нов повод за политичка кавга. Повикувајќи се на информации од Брисел, опозицијската СДСМ тврди дека власта води тајни преговори и подготвува терен за прифаќање на францускиот предлог, а за тоа велат сега се прави и стратегија како да соопштат пред јавноста. Според секретарот за меѓународна соработка на партијата Андреј Жерновски, ова било пресврт во дипломатијата и доказ дека СДСМ донела правилни одлуки, кога од позиција на власт одлучуваа за европскиот пат на Македонија. Наши информации од Брисел зборуваат дека владата на Мицкоски тоа веќе го договорила. И тоа се јасни сигнали кои што пристигнале и од Брисел, и од Берлин, и од Париз. Исцрпени се буквално сите обиди и лаги кои што претходно се обидуваа луѓето од владата да ни ги продадат. Се сеќавате, се започна со некакво одложено действие, па потоа со специјални услови, па потоа дека ќе имаме за нас некакви посебни договори и така натаму. МНР демантира. Велат СДСМ пласира груби невистини и конструкции. Објаснуваа дека не се работи за тајни преговори, туку комуникација на повеќе нивоа за која јавноста е во тек. Потенцираа дека се е транспарентно без одстапки од црвените линии и ги критикуваат опозиционерите дека се додворуваат на соседни политичари, наместо да ги бранат интересите на сопствената држава. Тврдењата за постоење таен договор или тајни преговори се само уште една во низата измислици што СДСМ и ги пласира на јавноста. Факт е дека институциите редовно комуницираат со земјите членки на Европската унија, со европските институции, со Бугарија и со другите меѓународни партнери. Овие разговори се водат транспарентно, а позицијата на владата е јасна и повеќе пати јавно потврдена. Нема отстапки од националните интереси, идентитетот, јазикот и историјата. Полноправното членство во Европската унија останува стратешка определба и крајна цел на оваа влада. Шефот на дипломатијата Тимчо Муцунски во последното интервју за МИА кажа дека доколку се споделуваат деталите, разговорите се осудуваат на неуспех. Тој уверува дека се работи на трајно и одржливо решение, а не решение по секоја цена. Се барало начин како да се елиминира ризикот од нови блокади во иднина и статус кво поради идентитетски прашања. Муцунски оцени дека добро е тоа што европските институции повторно давале значење на проширувањето, а сите актуелни нон-пейпери вели имаат заедничка цел – постепена интеграција без откажување од крајната цел полноправно членство. Ги гледавте вестите. Имајте убава вечер.